Samo čajne. Tak, za obje работи, odlično. Odlično zajedno zanimamo. Ovdje kako snimate. Da, moraš da imate programa. Dobra, mora da sme dobri. Dobar den. Почитуваме гледачи, уште едно издание на програмата на телевизија Канал Визија. Вечерова ваш и наш гостин е министерката за труд и социјална политика, госпожица Мила Царовска. Добро вечер и благодарност што ја прифативте поканата да бидете наш гостин, а преку програмата на Канал Визија и гостин во сите домови на жителите на град Прилеп. Добро вечер и добре најдов. Ова интервју со министерката го снимаме одека во Домот за стари лица Киро Крстевски платник, па токму и првото прашање се однесува која беше целта на вашата денешна посета на Старскиот дом, какви се плановите на министерството, зашто разговаравте со директорот Пиличев, ќе има ли подобрување и релативно се добри условите, одека капацитетите се згрижени 151 штитеник. Така. Денеска во општина Прилеп заедно со градоначалникот, со пратеникот, со неколку здруженија на граѓани, дојдов да го видам и центарот за церебрална парализа, кој што е во завршна фаза, кој што треба во текот на месецот да го отвориме и навистина ќе биде голема работа за Прилеп, но исто така да го видам и Старскиот дом, кој што е во надлежност на општината, но Министерството за труд и социјална политика е таа која што е институција која што трансферира тука финансиски средства. Институцијата е добра, згрижува луѓе, но сепак е важно да во наредниот период размислиме за реконструкција на овој старски дом, за да може да се подобрат условите за старите лица. Ние работиме со сите ранливи групи, но секако возрастните луѓе навистина се тие што го изградиле нашето општество, јас сметам дека треба да имаат подобри услови. Општината е важно дека поднесе премер пресметка и директорот уште минатата година, но затоа што поднесува два проекти до министерството, едниот церебрална парализа, другиот Старскиот дом, сметавме дека нова услуга како центарот за церебрална е важна во оваа општина и затоа во 2019 година размислуваме да инвестираме во овој Старски дом и се надевам дека нашите планови ќе станат вистински. Финишираат при крај се практично работите на се очекува наскоро да профункционира дневниот центар за згрижување на деца со церебрална парализа. Тоа беше еден од првите проекти на новиот градоначалник на Прилеп Илија Јовански. Така е и многу ме радува што и тој самиот е заинтересиран навистина за една група која што е приоритети на Министерството за труд и социјална политика, тоа се лицата со пречки. Тој ќе биде центар кој што ќе нуди услуги за лицата со церебрална парализа. Ние обезбедивме 9 вработувања, реконструкцијата, опрема, исто така општината ќе вклучи и дополнителни вработувања во тој центар за да може услугата да се нуди што поквалитетно. Но важно е дека вклучуваат и партнер кој што е граѓанска организација Полио Плюс за да им помогне, затоа што самите лица кои што живеат
живеат со одреден проблем или одреден предизвик, најдобро знаат како да им помогнат на останатите кои што се исти или слични со нив и затоа тоа партнерство исто така многу ме радува. Во овој старски дом обезбедивме 11 вработувања во изминатиот период, за да може исто така да се зголеми капацитетот на вработени, со тоа се подобрува и услугата. Тој дневен центар ќе биде прв надвор од Скопје. Па, нема да биде прв, имаме и на друго место центри за церебрална парализа, но е еден од подобрите центри за церебрална парализа, затоа што има голем простор, затоа што има сензорна соба, затоа што ќе се има и други справи со кои што физички ќе може да се активираат овие лица, за да може да го подобрат квалитетот на живење, што е многу важно, но и социјализацијата е основата на таков тип на центри. Храна исто така ќе се обезбедува за лицата сместени таму, за да можеме да од една страна ги извлечеме од домовите, но од друга страна да им го подобриме квалитетот на живот преку вежбите, преку сензорната соба и се она што им е потребно да се обезбеди. Неодамна најавивте дека Министерството за труд и социјална политика има проекти за изградба на 24 градинки. Во месец мај престојувавте во посета на Прилеп, во основното училиште Рампо Левката беше пуштена нова градинка со капацитет од столица. Какви се плановите кога наскоро Прилеп ќе добие нов капацитет за згрижување на децата со оглед на фактот дека има голем интерес и барем уште 300-400 деца треба да се згрижат? Така, оваа година Рампо Левката се отвори, се обезбеди и вработување и во завршна фаза беше реконструкцијата, сега таа е функционална и навистина ми е мило што веќе згрижуваме стотина дечиња таму. Исто така во Кривогаштан е во завршна фаза, кое што припаѓа нели во овој регион, затоа што многу ни е важно, освен што градиме во градовите, да и во руралните средини да инвестираме, затоа што сите деца треба да имаат еднаков старт и пристап до предучилишно образование. Кривогаштан ќе се отвори оваа година, јас се надевам дека наредната година заедно со градоначалникот ќе најдеме сили да инвестираме во дополнителен објект, но важно е дека ние како министерство имаме повик до сите општини кои што имаат готови изведбени проекти, да ги достава до министерството и финансиски средства ќе се најдат. Зашто? Поради тоа што Европската унија е таа која што ги финансира дел од овие проекти, има ИПА програма која што е насочена кон рандетски развој и сите оние готови проекти кои што ќе се финансираат од таа програма уште во наредната година и очекувам дека општината ќе ни достави таков готов проект и ќе се снајдеме да финансираме еден ваков нов објект во 2019 година. Најавте зголемување на платите на вработените во овој сектор и вработување на неопходниот кадар. Не се само просторните услови, подобрувањето на капацитетите, треба и луѓе, едуцирани кадри да работат. Многу е важно дека во овој сектор детска заштита, освен капацитетите, зашто навистина е мал капацитетот за згрижување на деца и не достигаат градинки, вработени не достигаат 2000, што исто така голем проблем и покажува како бил запуштен системот за детска заштита. Ние оваа година обезбедивме 900 вработувања кои што се на неопределено време, што значи дека воспитувачките и негователките се безбедни на своите работни места. Работиме на подготовка на програма нова за лиценцирање и едукација на истите, за да може максимумот да го дадат кон нашите деца. Тоа е она кое што целиот следен период ќе значи подобрување на условите во детските градинки. 24 градинки се до крајот на годината, 11 веќе отворени, 13 во наредниот период, за да можеме инфраструктурно колку толку да ги подобриме условите. Но главна цел на оваа влада е за 50% да го зголемиме опфатот на деца, а европската цел е 98%, што значи продолжуваме понатаму и тоа е стратешка цел која што секако не движи напред како влада. Пред неколку дена беше одбележен 28 август, денот на рударите и тука имате новини, најавивте на самиот ден на празникот на рударите дека ќе има измени во законската регулатива и со поповолни услови ќе заминуваат во пензија рударите. Така. Ова прашање се оглед на фактот дека Прилепскиот регион има доста рудници концесионери, значи доста луѓе работат во ова индустријска област, рударството, па сигурно ќе ги интересираат поволностите. Така, многу е важно дека има една неправда направено кон рударите во 2007 па 2011 година, со што им се укинува правото на одење во пензија со пресметување на стажот, туку само возраста. И јас тоа кога го увидов, кога видов дека таму имаме луѓе кои што се да кажеме 55 години возрастни, имаат 40 и нешто години стаж, тоа значи дека им се изедначува бројот на стаж, на години стаж и возраста нивна, тоа едноставно дава една ситуација во која што вие знаете дека тие луѓе многу ретко се пензионираат.
и реков дека таа неправда мора да ја поправиме. Едноставно тие луѓе треба да се достоинствени и порано рударите се ценале многу и работникот се ценал. Во нашата држава едноставно се изгуби достоинството на работникот и на рударот и се одлучивме како влада дека ќе поднесеме ваков закон. Јас се видов и со рударите, но се видов и со газдите на рудниците, за да им укажам дека ако имаме ние поздрави рудари и помлади рудари, затоа што овие ќе ги пензионираме, секако треба да вработат нови, дека ќе имаме попродуктивни рудници. Се согласивме заедно дека државата ви помогнала и во тренинг центри и во поддршка за вработување на нови рудари. Дали од собствениците на рудниците имате доста и странски инвеститори, има ли разбирање и евентуално да поддржат и едукација на млад кадар? Да, навистина јас се изненадив, на почетокот имаше страв кај нив што ова ќе значи, но кога заедно рековме дека ова ќе го правиме, дека секаков тип на поддршка за тренинг центри и едукација ќе им дадеме, тие се одлучија дека едноставно нема ни да дадат коментар на законот. Законот значи дека рударите сега ќе одат во пензија со 35 години стаж жените и 40 години стаж мажите во подземен коп кој што работеле, но исто така досега беше дека 3 години треба да работат за да им се дадат тие бенефиции 12-18 кои што ги имаат во подземен коп, а ние велиме сега на секоја година ќе се пресметува бенефицираниот стаж и ќе им се става во годините кои што им се потребни за пензионирање. И мислам дека со ова ќе одат порано во пензија, но ќе се вклучат и млади луѓе кои што ќе сакаат да работат во рудниците и газите не дадоа на вистина, ниту коморите, ниту газите не дадоа коментар додека беше објавен законот на ЕНР, тоа е електронски систем во кој што сите може да го коментираат законот и тој си е во владина процедура и очекуваме да се усвои многу скоро, а неговата имплементација стартува 1.1.2019 година. Дали Министерството размислува за евентуално преземање на конкретни мерки и спроведување нивново дело за подобрување на системот за социјална заштита, како тој да стане побрз, пофлексибилен, промптно да се реагира, а не да се зацкриваат институциите зад лавиринтите законски или било како? Така е. Системот на социјална заштита не е многу застарен. Јас тоа може да го кажам зашто и самата сум социјален работник. Центрите за социјална работа многу често беа користени само за партиски злоупотреби, предизборни кампањи и така натаму кон граѓаните, многу малку за превенција, но и за вистинска заштита на оние кои што немаат. Еве да речеме во овој регион има околу 3400 корисници на социјална парична помош. Јас морам да кажам дека предизборното ветување наше беше минимален адекватен приход. И тоа го правиме и ветивме со премиерот заедно дека 1.1.2019 стартува новиот закон за социјална заштита и социјалната помош ќе се зголеми за 3 пати. Нема да зголемуваме за 5, за 4% и така натаму тие манипулации што се правеа, туку навистина одредено достоинствено ниво на социјална парична помош ќе се исплаќа, кое што едноставно ќе даде можност да граѓаните во ризик и во сиромаштија живеат достоинствено. Но тоа што е важно да се каже е дека сите тие ќе имаат обврска да работат. Ние ќе им обезбедиме преку Агенција за вработување преквалификација, доквалификација, одредени тренинзи кои што ќе им значат полесно вклучување на пазар на труд, ќе понудиме и практикантство и вработување и општо корисна работа за да може да барем еден член од семејството се вработи и да го извлече целото семејство од сиромаштија. Оно кое што со години се правело е да јас не велам ова или таа влада, велам дека во континуитет нашата држава за социјална држава не била социјална држава, зошто? Затоа што едноставно го оставате со трошки тоа семејство во сиромаштија, го оставате дури и на пазар на сива економија, а при тоа не го активирате. И тоа со генерации користи социјална помош. Јас имам дедовци, синови, внуци кои што сите во текот на годините примаат социјална помош и сите сметаат дека така треба да живеат. Не, велам, секој од нас треба да живее достоинствено на работа. И контролата. Так, и контролата, но тие навистина немаат. Тие навистина, ама така е, тоа е начин на живот. Не, контролата во смисла на злоупотреба, сигурно има многу случаи на злоупотреба. Има случаи на злоупотреба, има и на други права, туѓа нега. Јас многу скоро сметам дека треба да се направи ревизија, посебно на туѓата нега, затоа што тука има комисиите си даваат некои позитивни мислења, но дали е тоа така или не, но тоа е едната работа. Овие кои што се приматели на социјална помош, тие стварно немаат. Стварно немаат, но па и државата немала контрола, затоа што кога ќе му дадете на некого 2000 денари месечно, велите кај живее со 2000 денари, секој е свесен дека не живее со 2000 денари, па остави го и нека биде на пазар на сива економија. Но ние велиме не, одговорна држава дава колку што му треба, но само на тој што навистина има потреба. Тие кои што веќе работат, треба да го формализираме нивниот работен однос ако се во сивата економија или да ги направиме работоспособни и да ги вклучиме на пазар на труд, затоа што ќе видите вие дека во оние кои што се ниско квалификувани работни места,
Има потреба во Македонија, но нема работници. Па дајде да го врземе едниот од другиот систем и да конечно ги обезбедиме и работодавачите со нова работна сила, но и луѓето да се почувствуваат достоинствено, затоа што кога лебот сам го создаваш или добиваш пари за да си купиш леб, го заработуваш, е многу подобро отколку да чекаш некој да ти даде милостина. Измените, значи, овие во Законот за социјална заштита само по себе налагаат дека треба да се преиспита или да се редефинира и системот на функционирање на центрите за социјална работа. Дали тука се размислува за одредени промени? Веќе направивме тренинг на тренери за управување со случај, менаџирање со случај. Сега сите центри, 100% од вработените ќе поминат обука за ваков нов модел на управување со случај и 30% од агенцијата за вработување. Затоа што сега секое семејство кое што е во ризик идентификувано добива лице одговорно за него во центарот за социјална работа, за да го движи низ лавиринтите на системот, за да не утре речеме ама ние како центар си ја завршивме работата, агенцијата не ја заврши или здравствениот дом. Не, одговорното лице во центарот за социјална работа ќе го движи лицето низ системот и одговара колку успешно ќе го реши. Колку поуспешни случаи реши оваа година, толку поголем напредок во центарот ќе има. Значи во новиот закон за социјална заштита ќе имаме и кариерен развој со градација на работните места за да и луѓето имаат сатисфакција од својата работа. Тоа ќе значи повеќе плата, но тоа ќе значи и повеќе работа. Дали има зголемување на бројот на вработени во општинскиот центар, меѓуопштинскиот центар во Прилеп? Огласите се отворени, имаме постојано зголемување на капацитетот затоа што во центарот за социјална работа наследив 50% од вработените да не се стручен кадар. Се знае во центарот за социјална работа кои профили треба да работат, тоа се правници, социјални работници, психолози, педагози, дефектолози, а не оние други професии кои што сакале порано да ги вработуваат и го гледале тоа како место каде што ајде може да ставиме што било. И затоа јас се трудам да вработам стручен кадар и да го распоредам на соодветни работни места за да се подигне квалитетот. Сега е време да се исправи системот на нозе. Тоа е она кое што го правиме главно. Како да се превенира, да се спречи субјективното, да не речам, можеби роднинско, пријателско влијание на вработените во центрите при случаите, имавме наназад години, при посвојување, при доделување на деца на разводи, дали тука евентуално може да се издействува правично и законско решавање? Тука е само инспекцијата, која што јас, иако е мал бројот на инспектори, постојано се на терен и порано воопшто не ги гледале услугите. Тоа е многу жално, јас кога ги читав извештаите, само правата, само социјална парична, постојана парична, тука се гледа. Тие во фокусот и тука инспекцијата реагирала, сега со која цел не знам, ама тука единствено се правеле надзори. Додека услугите, посебно брачно или старателство, воопшто не биле посетувани. Сега инспекцијата влегува таму, ги разгледува предметите. Има и стручен надзор од Заводот за социјална Завод за социјални дејности, затоа што тие преку стручни укажувања ги насочуваат тимовите да одлучуваат законски. Ние сме мала држава и многу е лесно да одредени пријателства или роднински врски влијаат на одредена одлука. Но затоа инвестирам во градење на капацитети и обуки. Сите сме ние луѓе на крајот од денот. Но ако јас знам дека мојата примарна цел е интересот на детето и дека системот на социјална заштита и детска заштита главно го гледа интересот на детето и ничи друг интерес, тогаш потешко ќе заспиваат социјалните работници. Кога имате запуштен систем кај што со години не добиле ни една едукација, не биле јакнети, не се потсетуваат на вредностите што социјалниот работник треба да ги носи во себе, тогаш тие и не ги гаеле. Никој не ги контролирал и едноставно кога имате така пад на вредностите во едно општество и вие не сте многу засекиран за тоа дали детето ќе оди кај мајката или кај таткот и каде е подобриот интерес. Но затоа наметнуваме вредности, друга динамика на работа во центрите и многу обуки за да може едноставно да го подигнеме нивото, затоа што социјалната работа и секаде во светот е поврзана со луѓе. И тие луѓе ако не го држите нивниот капацитет, системот се распаја. Сега ние полека поручуваме да го градиме вредносниот систем кај нив и очекувам во наредниот период и тие да се однесуваат одговорно, затоа што јас се однесувам многу одговорно кај нив. Платите ќе се зголемуваат во наредниот период и во тој сектор и очекувам дека тоа раздвижување ќе даде подобар квалитет. Дали се соработувате со Меѓаш и господин Змијанац во поглед на правата и на вториот родител? При случаите кај што децата се разделени меѓу двајцата родители. Така е. Јас навистина во програмата го имаме тоа поделено родителство. Јас сум застапник на истото затоа што родителите имаат еднакви права, но и еднакви обврски. Во Македонија на правото се гледа многу еднострано, но кога ќе ги видите обврските кои што едниот родител ги имал до моментот на развод, истите треба да ги пресликате и кон родителот и по разводот.
Така да е многу важно во проекциите и сега има можност за поделено родителство. Законот никаде не е ригиден и не вели дека се оди кај едниот родител или кај другиот родител. Вели може да се случи спогодба помеѓу двајцата родители и да не се носи решение и тие со споразум да си го гледаат детето во континуитет. Но центрите ниту имаат капацитет во моментов, ниту па имале претходно, да едноставно ги водат родителите за да донесат спогодба или да донесат споразумно решение некакво. И затоа ние работиме на тој капацитет и дека јас верувам во тоа дека родителите кои што давале подеднакво во текот на бракот, дека се договараат да даваат подеднакво и по разводот, но малку се такви семејства. Јас велам се уште имаме преголема оптеретеност на жените во делот на заштита на децата, грижа за нив по породувањето, грижа веднаш во вклучувањето во градинка, основните хигиенски, да речеме, и обврски кон хранење, но и едукативни, образовни, воспитни, сепак паѓаат на жената. Јас велам затоа кога ќе постигнеме една целосна еманципација и поголема родова еднаквост, кога ќе го намалиме насилството и кога ќе ја имаме жената еднакво на пазар на труд, тогаш можеме да зборуваме за такви радикални законски решенија, кои што и во светот се малку познати. Во светот обично се тие флексибилни системи каде што се ги тераме родителите да се договорат, затоа што нема добро решение од Центар за социјална работа. Кога се донесе ригидно, една незадоволна, но кога вие имате капацитет да ги водите кон решение родителите, тогаш тоа е вистински систем. Деновиве, информирајќи на нашата програма во дневно информативната емисија Вести, пласиравме една информација која што најде на помалку зачудувачки. Се наоѓаме на прагот на почеток на новата школска година. Вработените во администрацијата имаат право на платен ден ако имаат првач. Тоа е воопшто. Но тоа не важи за вработените во приватниот сектор. Дали тука станува збор за своевидна дискриминација? Не, Законот за работни односи предвидува два колективни договори. Едниот е општ колективен договор, два општи колективни. Едниот е во јавен сектор, другиот во приватен сектор. И ако би требало да бидат исти, тогаш не би биле два, тогаш би бил еден. Сега, важно е како преговарале синдикатите, која е била силата и секогаш има специфики во реалниот сектор и специфики во јавниот сектор. И тие општи колективни договори ги предвидуваат едните и другите. Очекувам да синдикатите си преговараат за повисоки права во реалниот сектор, тоа е вториот општ колективен договор во реален сектор, и да тука ги уредат истите, но треба да се види секогаш тие механизми на преговарање треба да бидат во интерес на двете страни. Инаку нема да има колективен договор. Малку потешко одите во приватниот сектор, ќе се сложите. И во јавниот, еве да ви кажам дека и двата колективни договори се истечени. Општи колективни. Има одредби во двата во кои што вели додека не се склучи нов важат одредбите од стариот, но и во јавниот сектор е истечен и не се обновил затоа што не можеле да се договорат двете страни. Затоа што сепак синдикатот одбарал повисоки права, работодавачите или државата во јавниот сектор не ги давала тие права. Така да и на двете нивоа и во двете страни има тежина во преговарањето, но важно да има рационални преговарачи. Ја затоа велам и вчера бев на средба со СОНК, со оние кои што се со образование и детска заштита, градинките ми се таму, им велам, важно е да сме принципиелни партнери. Нешто што е невозможно или кој што ќе го сруши системот, не може државата да го даде. Исто и во реалниот и во јавниот сектор. Но затоа се синдикатите тука кои што треба, ако се принципиелен партнер, ќе ги зголемуваат правата на работниците, но исто така ќе го почитуваат и оној кој што може да го дадат или приватните работодавачи или јавниот сектор. Но тој диалог е изгубен во нашата држава. Синдикатите едно време дури како да ги немаше, се донесоа закони кај што можеше заменски работници во време на штрајк, платите не се зголемува, не се почитуваа колективните договори. И ги немаше синдикатите. Јас сега велам, ние сме отворени за диалог и за соработка, но дајте принципиелно партнерство. Ако е нешто добро, да кажеме е добро, ако е лошо, да кажеме дека треба да биде подобро и дека тоа не е во ред сега да се направи. Но има се уште така не баш соодветни, да кажеме, движење, но јас сум сигурна дека и Европската унија е таа која што убаво не следи како го водиме социјалниот диалог. Токму затоа на почетокот јас бев нападната зошто во економско-социјален совет ги викам сите синдикати. Јас велам да. Знаете зошто? Затоа што колку повеќе луѓе имам на масата, толку повеќе мислења, толку подобри ќе бидат решенијата кои што ги носиме. Затоа дајте сите заедно да седнеме. Но има синдикати што сакаат да си држат монопол, но се тоа е во процес на движење да се изградиме една доверба меѓу нас и сите заедно да ја подобриме Македонија. Да. Се најавува донесување на нов закон за работни односи, трипартитен, кога може да се очекува и кои би биле
првично измените и подобрувањата на правата, оно што најмногу ги интересира вработените. Така, овој закон се носи така во една, како да кажам, постапка на широк диалог, повикани се сите, има работна група, тоа е речиси готов Ке се како бара закон. репрезентативност на синдикатите? Јас им велам дека е најдобро да си имаат посебен закон, тоа Европа исто го Веќе препорачува. се изгуби, веќе не се знае кој е репрезентативен, кој е помалку или повеќе репрезентативен. Тие сте, да речеме, на некој начин во мој момент исплашени, сметаат дека со нов закон, ако ги одделам од закон за работни односи, каде што точно се уредува синдикалното движење, како се водат преговорите, кои синдикати се репрезентативни, дека ќе изгубат нешто, но јас велам дека не. Колку повеќе синдикати имаме, толку подобра е борбата за луѓе кои што ќе се приклучат кон дадени синдикати, затоа што синдикатите кај нас малку услуги даваат кон работниците, а синдикатот главно во светот постои за тоа, за да му нуди услуги и поддршка, грб на работникот. Но тоа е тема на разговор се уште, затоа јас не би зборувала за тоа кои се деталите од законите, затоа што заедно ќе излеземе со синдикатите и со работодавачите и ќе соопштиме дека еве ова е предлогот кој што го ставаме на маса за дискусија. Ќе отвориме јавна дебата која што ќе сакам да се случува 4 месеци. Дури наредната година е предвидено усвојување во собранието, но тој е готов како закон, ќе го објавиме сите заедно и ќе отвориме дебата. Што е подобро, да имаме посебен закон за синдикати, посебен за работни односи или па да остане во истиот тој? Заедно ќе решиме. Јас не сум за избрзани решенија или закони што се пуштаат преку ноги во собрание. Мора да се има дебата посебно за системски закони како закон за работни односи. Но она што јас ќе инсистирам е тоа дека мора да се направи конечно баланс помеѓу правата, обврските и на работодавачите и на работниците, за да можеме да имаме флексибилен пазар и заштитени работници, но не заштитени работни места. Така да тој баланс баравме поддршка и од Меѓународната организација за труд и од Светската банка, за да ги следиме регионалните искуства. Словенија има најдобар закон за работни односи по сите параметри и затоа го следиме тој и очекувам поддршка и од нивната влада со која што јас веќе сум во комуникација и во соработка. Денојаве доделивте и сертификати на персонални асистенти за помош на лицата со пречки во развојот, со попреченост. Дали таа програма продолжува, кои се условите, кои се може да се вклучи и да се здобие со тој сертификат и што тоа ќе му значи? Така. Персоналната асистенција е исто дел од програмата на владата и тоа е нешто што е потребно. Јас се застапувам многу за локални услуги, а тоа е баш локална услуга која што се нуди во заедницата. Имаме повеќе од 100 персонални асистенти кои што се ангажираа и кои што се доделија на лица во општините. Оваа програма не завршува туку. Оваа година ја пилотиравме, луѓето ги добија персоналните асистенти, се задоволни и ме радува што имаме партнери за имплементација. Две организации, едната е Хуманост, другата е Црвен крст, со цел да истите тие си создадат сервис на локално ниво и државата после само да трансферира финансиски средства за истите. Затоа што ни една социјална држава нема што сите услуги она ги нуди. Туку мора да има партнери за да има квалитет на услугата. Наредната година влегува во закон. Значи, само законско решение може да гарантира одредена програма. Во закон ќе си добијат одредени лица право со решение преку Центар за социјална работа како и сега и дека тоа ќе си дојде на национално ниво и очекувам успех на оваа програма затоа што навистина јас бев изненадена од резултатите од пилот програмата, така да немам дилема дека законското решение ќе даде уште поголем успех. Како сте задоволни од функционирањето на центрите за вработување и тука доста проекти за самовработување, за практиканство, за обуки, помош на работодавачите полесно до толку бараните профили на работен кадар кои што им се Јас, еве, како министер, 2 оперативни планови за вработување донесов. Едниот лани ревидирани од 2017 година со висок процент на реализација, но 2018 и мене ме изненади. Ние ги искреиравме овој пат сите мерки заедно со работодавачите и со синдикатите на Економско-социјален совет дискутиравме и за критериумите. И сите критериуми ги прилагодивме на нивните потреби и видовме дека реализацијата е многу висока. Ние на вистина оваа година пред септември месец имаме повеќе од 60% реализација на сите мерки. Самовработување е тука, поддршката за субвенционирани плати до 18.000 денари, одлична мерка која што се покажа и работодавачите ја користат. Имаме мерки кои што се за преквалификација и доквалификација на струки кои што недостасуваат на пазарот на трудот. Тие се искористени, персоналните асистенти се обучени преку овие програми и навистина ме радува тој процент на реализација. Агенцијата за вработување си го зголемува капацитетот постојано и вработените исто така влегуваат во овие обуки за кейс менеджмент, затоа што кога едно лице е долгорочно невработено, центарот за вработување тој што треба да го придвижи, да го потурне напред и да го врзе со сите сервиси, затоа е битно и агенцијата да постојано ги јакне своите капацитети кон вработените.
Многу пати на различни форуми или презентации овде и на повеќе места низ држава, она што посебно го потенцираат собствениците на компаниите од различни сфери, посебно од текстилниот кластер, недостигот на кадар и тоа обучен кадар. Дали евентуално секако се работи кај со Министерството за образование, тоа го бараат работодавачите, поголема пракса за време на наставата да се формализира во формалниот дел на образованието со цел кога ќе излезат од клупите учениците да бидат фактички обучени и готови да почнат да. Така. Ние две програми имаме по однос на ова. Едната е вице-премиерот Ангјушев води една програма со Министерство за образование за дуално образование, што значи дел се оди во средното училиште формално, но дел во фирмите на пракса. И тоа е одличен модел што и во Австрија и во Германија функционираат. Знаеме дека тие се индустријски земји во кои што навистина тоа дало успех. Но она кое тоа го решава долгорочно проблемот. Но она кое што го имаме ние како интервентно решавање е тоа дека понудивме со мерката 3.2 од оперативниот план за вработување да секоја фирма која што има недостаток за одредено работно место, да создаде тренинг центар во својата фирма и дека ние ќе го платиме тоа, дека ние ги помагаме и процесите во Министерството за образование и не се лажам дека 3 фирми имаат аплицирано за истото, да ги видиме резултатите. И ако тоа дава резултати, јас сум таа која што ќе го поттикне да ова стане национална програма, не само преку оперативните програми, туку и преку други владени програми, затоа што најдобро е на работното место да се обучи работникот и после работодавачот да одлучи да го задржи тоа лице. Но важно е дека носиме и закон за практиканство. И тој сега се пушта во дебата во септември месец. Заедно со стопанските комори го направивме тој закон и со меѓународна поддршка. И тука компаниите ќе може да се вклучат практиканти кои што ќе се видат одреден период кај нив, ќе си ги обучат и ако им се допаѓаат ќе си ги задржат на работно место. Тоа се 3 модели кои што ги нудиме за да конечно го усогласиме пазарот, барањата на пазарот на трудот и понудата на работната сила, затоа што само така може да имаме економски раст. Најавте и донесување на национална стратегија за деинституционализација, да се тргнат децата од институциите, дали токму формата згрижувачки семејства, која што барем овде како Прилеп, како водечки град во таа форма на згрижување на децата е еден од начините да се успее таа национална стратегија. Да, институциите навистина мора да се трансформираат во Македонија, тие се нехумани, не даваат резултати, ги запуштаат децата и сега ако ние како држава велиме имаме заштита на деца и има финансиски транзакции кон овие институции, дајте да ги направиме подобри и посовремени. И светот не познава веќе вакви големи институции како што постојат во Македонија, токму затоа тргнав од 25 мај, кај што сите знаеме дека ни го подигна нивото на аларм кон сите откако се случи одредено злоставување на девојче кое што беше од 25 мај. Иако јас во програмата на владата имам цела секција која што се однесува за оваа трансформација, и медиумите и граѓаните малку ме разбираат што зборувам кога кажував деинституционализација, зашто е тежок технички збор, формален и така натаму. Но токму тоа е, да ги извадиме децата, да им дадеме љубов и да ги сместиме или во згрижувачки семејства, што е најдобриот модел, или во мали групни домови. И во континуитет една година работам на истото. Знаете дека во Тимјаник отворив еден, во Неготино втор, порака Неготино го прошири капацитетот со уште 10 деца, и тие веќе имаат згрижено повеќе од 100 дечиња внатре, но исто така 25 мај го трансформира во еден налет, значи нема етапно затварање, туку таму во еден налет 5 единици отворивме во Скопје и децата ни се веќе во мали групни домови. Но згрижувачките семејства се она кое што најмногу ме радува сега. Зошто? Со кампањата најдобрата форма имаме одличен успех. Да, има и суштина тука, љубов искрена. Така, љубов која што се дава едно семејство се решава да згрижи дете. Во изминатите 2 месеци, во текот на кампањата, се измени целосно профилот на згрижувачи. Ако порано имавме згрижувачи кои што материјалните средства кои што ги дава државата ги мотивира, денеска имаме згрижувачки семејства кои што се од високо социјално ниво, високо образовани, дел немаа дечиња, биле на листи за посвојување, не стигнале до посвојување и се згрижија сега дете. Тоа се посебни насмевки кои што ги гледам кај тие семејства, но од друга страна имаме па семејства кои што ги одгледале своите деца. Нивните деца се на студии надвор или веќе си имаат свои семејства. Да, вчера овде разговаравме за еден таков случај на релативно добростоечко семејство во Прилеп кое што правило таква желба. Да, апсолутно. Во Скопје веќе јас се изненадувам колку луѓе се јавуваат и велат ајде да згрижиме дете и дел згрижија. И навистина јас сум пресрекна, еве го директорот на фондот за иновации е така и функционер кој што згрижи дете и навистина тоа дава голем успех и таа трансформација кога се случува во општеството значи едукација на населението, да не дискриминираме, да ги отвориме и своите семејства за некој кој што има помалку шанси во животот да му дадеме шанса. И за крај околу работата на инспекторатот, трудовиот инспекторат,
многу контраверзи, барем во поглед на неговата функционалност, постапување, дали тука се планирани одредени измени? Така, ние како влада работиме интензивно на сите инспекторати, затоа што тие се доведени на ниво на рап на функционалност. Сите, тоа веројатно било свесно. Знаете, кога нема инспекцијска служба е најлесно работите да не се гледаат. Не само кадровски што не се екипирани, систематизациите, распоредувањата на соодветни работни места, квалификациите на инспекторите, но исто така и поврзаноста на инспекторите со различни структури е поставена под прашање. Јас сум во интензивна комуникација со директорот на инспекторатот, тој не е директно во мој ресор, тој е под владата, но јас имам надлежност да речеме да следам и да гледам што се случува во таа институција и во таа комуникација се трудам максимум да направам да тие прво станат транспарентни, па конечно имаат и веб страна, да конечно работат телефонските броеви за пријавување. Секогаш кога има вонредно пријавување кај мене, јас се трудам да направам Значи заличува на институција полека. Пробуваме да, но сепак фалат уште кадри. Јас очекувам вработување да има во наредниот период со квалитетни кадри кои што навистина кога ќе влезат во фирма, ќе знаат што гледаат и што барат, но понатаму очекувам и дека електронската поврзаност на институцијата УЈП со Државниот инспекторат за труд е многу важна, затоа што вие од хартија може да видите 80% од работите и да таргетирано влегувате, а не после дојава. Така да сите тие работи заедно со одредени меѓународни институции ги работиме и очекувам дека во наредниот период ќе ова заживее како вистинска инспекција која што значи заштита на работникот. Мистер Кес, благодарам за учеството во програмата на Канал Визија, успех во натамошната работа и се надевам дека со конкретни примери и подобрување на сите овие за многу закони зборувавме во ова интервју. Се надеваме во наредна прилика ќе имаме можност и за суштината на новите и подобрени законски решенија. Благодарам, сите овие законски решенија се за подобрување на квалитетот на живење на граѓаните и очекувам дека на 30 септември сите наши граѓани ќе излезат и ќе застанат за Европска Македонија, затоа што овие закони ја носат Македонија кон Европа. Значат подобар квалитет, повеќе финансиски средства, заштита на граѓаните и заштита на работникот. Благодарам што еднаш. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое што не следевте и покана и натаму да останете со програмата на Канал Визија.